Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Ноќен експрес со Столе Наумов и компанија. Добро вечер. Трет пат во етерот над Македонија. Значи, лајт мотив за вечерва аболирајме нежно. Кој сака да биде помилуван? Кој е кандидат за аболиција, нека се јави, нека напише СМС. Не знам дали во затвор имаат интернет, Facebook, Twitter. Нека повели, нека се јави, може председателот на државата ни ќе го слушне, ќе прочита, ќе се смилува и ќе го помилува. И ова кој сака да биде помилуван, нешто е кој сака да биде милионер, само наместо трендове председателот, како му дај? Не, за да бидеш помилуван, прво треба да бидеш милионер, па после да те помилуваат. Да, така му дај. За екран, нашиот гостин Благоје Чоревски е насликан уште 95 година од нашиот карикатурист Метко Андонов. Во режим мислам дека има таа слика и може да ја покажат таа карикатура уште 95 година. Има еден интересен момент кој вели дека Чоревски не наликува секогаш на дел од улогите што ги игра. Не е Циција. Тој бил заедно со Колен Геловски еден од ретките кој што ја откупил карикатурата своја на таа изложба на Андонов. Се сеќавате ли, господин Чоревски? Да, тоа е во Прилеп. Во Прилеп, 95 година. Да. Колку? И дома стои со 2-3 карикатури кои што ги имам од Борис Крстевски и мислам дека имам уште една, ма не ми текнуваат колове. Бевте член на Демократска алтернатива, на Демократски сојуз, никако да станете министер или не сега? Па нема, нешто не зависи од мене, треба да се поклопат многу работи. Прво во Македонија не се гледа вредностите на поединецот, туку колку повеќе си со свитка на кичма кон тој што ја носи партијата, нели, кој што е избран заедно од сите чинители на таа партија, нели. И јас никому не се додворувам, немам намера да се додворувам. За можда и заради тоа не сум бил заменик министер за култура. За култура и тоа што го предлагав тогаш таму не го прифатија и си дадовме оставка. Од тоа време да не е предлогот за изграда на нов театар или? Не, тој предлог е од многу одавна. Стариот театар, барем моите доајени во театарот, Дарко Гешовски, Илија Ѓувалековски, Личко, Милчин и така натака. Во нашите седенки после представа секојаш кажувале дека едвам го срушија театарот. Туку добро бил направен. Да, тој дел кај што е сцената, да. Е со експлозија. Да, го рушија со експлозив. И ова е добро што е направен театарот. Сега, дали тој е исто налик на стариот театар или има некои нови моменти? Дали тоа да чини или не, тоа се веќе брига. Да. А според вас, каде најдобро се снаоѓа Груевски? Боксер, актер или премиер? Не, актер никако не може да се најде. Он играл, кога јас бев директор во представата Греф или Шприцер. И тоа беше повеќе на молба на неговиот вујко. Мијалков. Да му душа прости на Јордан. Мијалков. Земи го Бечуреви, земи го малку таму. Имав јас проблем со режисерот. Диме Станковски, кој што е покоен, голем наш режисер. Ќе го земеме, па замижи бе, вика, не е тоа само да замижиш. Нели, треба да носи нешто. А во таа улога, таа што беше таму на масите кај што играше, беше добар, природен беше. Да. И нема за тоа што да му кажувам. Ако продолжеше, веќе можда ќе беше опасно за него. Помага ли глумата во политиката? Не. Дали вас, како директор на Драмски театар, ве тераше некој, како поранеше директор, ве тераше некој да протестирате за буџет, за одредена власт, за плата, да, како синдикалист, меѓутоа во името на власта, го правите ли тоа? Не. Јас и сега не го правам тоа. Својот став не би го променил за ништо. И ви е непријатно кога гледате ваши колеги како... Па видите, тоа е нивно сваќање, разбирање за нештата. Зашто се тие мои колеги со што се подобри или да не кажем македонци од мене, нели? Не знам.
Работата која што ја вршите вие, и ако ја вршите најдобро, тоа ќе покаже колку сте вие добар актер, човек, да не речем еве и политичар. Вашиот наследник, сегашен Водрамски, слушате на изјава Велјановски, учествуваше на протести на Дом и имаше така славопојки дека толку народ никогаш не видел како што имало пред една недела на тие протести, и сите тие се за зачувување на Македонија таква каква што е, за избори на 5. Добро, јас немам ништо против ако е се спремно да бидат изборите на 5, а за Македонија, што за Македонија? Што значи јас и вие не ја браниме Македонија, не ја сакаме Македонија? Сега можете да знаете како за малку председателот Ѓорги Иванов ќе ја сменеше историјата. А тоа јас ќе ви го кажам. Не е толку едноставно да се биде председател на држава, а особено комплицирано е да се биде Ѓорги Иванов. Ова го коментираат писателите, сценаристите, режисерите и кои уште не, кои веќе 3 недели активно го трошат секој атом на инспирација добиена токму од ликот и делото на Иванов. И еве, неколку режисери веќе добија нова идеја за нов филм. Замислете дека живеете во 33-та година од новата ера. Мрачно е, најавена е бура. Небото полека се отвори и се подготвува да ја нападне земјата. На високиот рид, римјаните ги пребројуваат шајките кои треба да се заковаат во телото на Исус. Народот е во исчекување. Болката е насекаде околу нив, се чувствува мирисот на солена крв. И токму во моментот, пред да биде казнет Синот Божји, на само неколку секунди од неговото фиксирање за дрвениот крст, се слуша силен машки тенор. Оставете го во името на аболицијата. Римјаните ги спуштаат чеканите, народот е збунет. Некаде зад ридот, со сонцето во грбот, Ѓорги Иванов јава на Камила и се доближува до насобрената толпа. Му намигнува на Исуса, почнува да го врти ласото како Чарлс Бронсон и заедно со Божиот син заминува во непознат правец. Ете, гледате, да се случеше на вистина тоа, сега секој беше поинаку. Но, има уште. Ете, минатата емисија ни гостуваше актерот Младен Крстевски, и баш го спомнавме во филмот Тетовирање. Во еден момент, додека Кили го пцуе татко си, влегува Иванов во келијата и се дере. Кој е овде Љубо Мањак? Љубо се врти, му удира чврга на гркот. Јас сум Љубо Мањак. Ѓорге го загледува неколку секунди и тивко му вели: аболиран си, сепак докажено е дека си силел во самоодбрана. Се што сте сакале да знаете за гостината, не сте смееле да прашате. Многу работи. Прашавме сега, кратко би сакал да слушам кој од актуелните актери во македонската политичка криза би сакал да го глуми или најлесно би можел да го одглуми. Од политичарите? А има и бизнисмени, има и секакви луѓе има кои што се инволвирани во целиот овој кризен процес. Милеја Накиевски. Милеја Накиевски? Да. Мислите дека најлесно ке Не. Миле ми текна, така? Милеја, од Прилеп. Од Прилеп. Зашто јас сум од Битола. И судирот тука е, не, мислам, не сум роден во Битола. Имате ли интересен... Судирот е тука. Имате ли интересен вис баш заради тој судир? Вели, како го викаат патот од Битола за Прилеп? Односно, од Битола до Прилеп. Пат на еволуција. Добро, ние сега моја мајката од Горан Степановски ја Банчо игравме и кажува во еден текст, си додава во ствари, не кажува. Викам, знаеш како е по новиот пат која ќе возиш? Многу е досадно. Ако ја ќе возиш по стариот пат, зошто не е досадно? И Банчо вика, зошто не е? Ај каже, па затоа што има дрворед. И сите прилепчени по дрворедот стигнуваат во Битола. Што би требало како препорака правило како најлесно да бидеш аболиран? Како прво мораш да бидеш политичар или соработник, читај или слушај можен сведок против политичарот. 2. Правило 2. За да важи правилото под број 1, потребно е уште нешто. Не е доволно да бидеш само политичар, треба да крадеш, уценуваш, примаш мито, вршиш притисок на избори, фрлаш уендек, знаеш да ракуваш со динамит и голем вол за рушење објекти. Со оглед на тоа што чесен политичар не постои во Македонија, тогаш правилото број 2 се брише, не постои. 4. Ако украдеш повеќе, поголеми се шансите за аболиција или обратно. Помалку крадеш, помали шанси за аболиција. 5.
За да бидеш аболициран, мора да бидеш член на големата четворка партии, без разлика дали се на власт или опозиција. Битно е да си од ВМРО, ДПМН, СДСМ, од ДУИ и ДПА. Демократски сојуз, господине Чорески, не проаѓа. Не ви е страв поради тоа? Не исполнува цензус за аболирање. Ако си новинар, музичар, глумец, шанси за аболиција не постојат. Апсолутно никакви. Освен ако не се пријавиш за сведок. Не ти е потребно да познаваш право или скап адвокат. Да, воопшто не ти е потребно за такво нешто, бидејќи треба да се водиме само по на старата покрај сувото гори и суровото, ама сепак морам да ти кажам и тоа дека треба прво да си фрапиран па аболиран, се уште не е познато дали треба прво да си фрапиран па аболиран или како фотен со помилувањето треба прво да те објават во службен весник, па подоцна да се фрапираш. Но сепак значи не е потребно да познавате право или да имате скап адвокат, но добра врска или лично познанство со претседателот ќе заврши работа. Дори ако си политички противник има шанси за аболиција. Принципот е базиран не на римско право, како што рекол премалку, туку од старата народна покрај сувото гори и суровото. Може да се спасиш. Колку може ќе се спасиш? И на Дунав, како беше? Мартин? Ја мислам дека стварно многу забегавме во овие сериозни муабети политички. Малку да развиеме монотонија со ботаника. Стварно спремив за ботаника. Еве и го ставив во... Знам зашто, за фикус. За фикус. Како? За баобаб, за... Секвоја. Да, секвоја. За тоа не ти тегна многу за фикус. Па фикус ми дојде прво да ви кажам. Слушайте се. Кокиченце. Ако зимата оставила траги на вашиот фикус и забележувате дека долните лисја му опаѓаат, време е да го подмладите. Како што растат и стареат, голем дел од собните цвеќиња ги губат долните лисја и оголеното стебло не изгледа особено убаво. Цвеќарите советуваат дека во раната пролет таквата билка се подмладува, а ваков тип на третман можете да изведете и врз вашиот омилен фикус. Подмладувањето всушност значи од горниот дел од билката да произведете нова и тоа така што на средината ќе направите специјален рез. За место на резот можете да изберете дел од стеблото кој не е потенок од молив, но не е ни подебел од човеков прст. Направете мал рез во вид на јазиче и одозгоре во раната ставете зрно пченица за истата да не се затвори. Тоа е нешто отприлика како да се подмлади тоа собно цвеќе. Само не сватив кој прст од човечки прст станува збор. Си ги рушиш шансите да бидеш аболициран. Слушни го, дека всушност како дедувач на коприви и имаш свој коприварник или си гладен па изедеш 100 чевап и не се надеве на аболиција, бидејќи коприварникот и чевапилницата не се субвенционира бизнис во Македонија. Најчесто е викенд на мртвеци. Сите згодни женски, да кажам, во тие филмови се отстраби од дојдат. Кај нас нема згодни актерки или не се толку слободни да се разголуваат, да се покажуваат? Нема врска. Мислам дека тоа е еден остаток од бившите југословенски простори, каде што во секој филм мораше да има или режисерот да биде странец, или најмалку главните улоги, најдобрите да ги играат српски, бидејќи мислеа дека така повеќе ќе се продаваат филмовите. Докажавме ние дека имаме и наши филмови кои што држат рекорди во Македонија. За глумиците тоа не е точно. Не, така, кој што се слободни, кој што не. Зошто не би се, што е тоа дома кој ќе оди се соблекува, се соблекува. Ацко и Крица од Викенд на мртовци. Ачко, да. Молерите. Колен Гелски снима нов филм сега, јубилен, мислам дека кој сценарио интересно. Глуми Нина Дејани и Атанасовски Атанаска. Вие сте вклучени во тој проект? Не, помлади. Помлади. На крајот само кратко, сериозно прашање, барам краток одговор. Кога ќе заврши, како ќе заврши ова или не сте во вања? Кризата. Не во вања во случајов цуре. Не можам да кажам, затоа што тоа, познавајќи го македонецот и познавајќи се и себе, мислам дека колку е можно ќе го танчи, ќе се одолговлечува, што не е добро. Не е убаво. За крај музика. Благодарам, ова беше нашиот гостин Благој Чорески. Благодарам за гостувањето, а ние на крај. Благодарам и вам. Ние на крај, освен што ќе слушаме извадоци од социјални медиуми,
Мораме и ова да го слушнеме. Една интересна приказка, поучна, наравучение. Нема шанси за аболиција за обичен свет, за полусвет. Вели, врати се на правилото на препораките, како најлесно да бидеш аболициран. Еве приказката. Се бил еден касиер во турско време во еден град, касава некаде во империјата. Зел еден алтан од градската каса да направи свадба на керката со намера да го врати. Ама го навјасала некоја криза и до заклучувањето на годишната ЕСАП сметка не успеа да го врати златникот. Па отишол кај кадијата да праша за совет. Кадијата му рекол: укради уште 100 златника и ќе се спасиш. Како е, со еден златник ќе лежам затвор, со 101 ќе кутула? Прашал изненадено касират. Така рекол кадијата: со еден златник нема доволно ни за тебе, а со 100 златници ако украдеш ќе има и за кадијата, и за златијата, и за мударот, а ќе остане за тебе да трошиш на слобода. Пријатно и добра ноќ, Македонијо. Маđo, Мартин, Игор Митровик, за крај твои се минутите што преостануваат. What would I do without your smile out? Drawing me in and you kicking me out. I got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I want your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what it hit me, but I will be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your heart to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down all around, through every moment. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose I'm winning, and I give you all of me, and you give me all of you. Give me all of you, 'cause on the table we're both showing hearts, risking it all
and you give me all of you. Водител Столе Наумов. Извршен продуцент Горан Гаврилов. Продукција Канал 77.